Послание на апостол Павле до Римјаните, 10 глава. Браќа, желбата на моето срце и на мојата молитва кон Бога за Израел е за негово спасение. Јас им сведочам дека тие имаат ревност за Бога, но не според сознанието. Зашто не знаејќи за Божјата праведност и тежнејќи да воспостават своја собствена праведност, тие не и се подредија на Божјата праведност. Бидејќи крајната цел на законот е Христос, за да биде оправдан секој што во него верува. Мојсей пишува за праведноста на законот. Кој ќе го исполни, тој ќе биде преку него жив. А праведноста од верата вели: да не речеш во срцето свое кој ќе се искачи на небото, што значи да се симне Христос. Или кој ќе слезе во бездната, што значи да се изведе Христос од мртвите. А што вели таа? Блиску до тебе словото во твојата уста и во твоето срце. Односно, словото на верата што го проповедаме, зашто? Ако со устата исповедаш дека Исус е Господ и во срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. А и писмото вели: секој кој верува во него нема да се посрами. Нема разлика меѓу јудеец и елин, зашто еден е ист Господ на сите, Богат за сите кои го повикуваат. Бидејќи секој кој ќе го повика името Господово ќе биде спасен. Но како да го повикаат оној во кого не поверувале? Како пак да поверуваат во оној за кого не слушнале? А како да слушнат ако нема кој да проповеда? И како да проповедаат ако не бидат испратени, како што е напишано: колку им се прекрасни нозете на оние што благовестат мир, што го благовестат доброто. Но Евангелието сите не го послушаа, зашто Исаија вели: Господи, кој поверува во она што го проповедаме? Затоа, верата доаѓа од слушањето на пораката, а пораката од Божјото Слово. Но велам, зар тие не слушнаа? Напротив, гласот им се разнесе по целата земја и зборовите нивни до краиштата на вселената. Пак велам, зар Израел не разбра? Најнапред Мојсей кажа: јас ке ве раздразнам до љубомора со оние кои не се народ. Со неразумен народ ке ве разгневам. А Исаија се осмели да каже: ме најдоа оние кои не ме бараа, им се открив на оние кои не прашаа за мене. За Израел пак вели: постојано ги подава в рацете своји кон народ непослушен и бунтовен.